сега одиме со малку поведри, поинакви содржини и нашата втора гостинка која што веќе искраја пречека во нашето студио е Кристина Краличин, писателка која што ќе ни проговори за се што е ново во незиното творештво. Добро утро, Кристина, добре ни дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Честитки за новите писанија. Искра, едва и чекам да видам за што станува збор. Да, многу ново, нешто што е необичајно. Вчера вечер тазе е промоцијата. Навикнати сме на промоција на една книга, овој пат два романи одеднаш. Да. Честитки. Благодарам многу. Добро утро, Кристина. Добро утро. Иако сигурно се тазе импресиите од вчера вечер, ама ќе започнеме хронолошки, поред, со оглед на тоа што сте ни прв пат во нашата утринска. Да започнеме со белешка за авторот. Што е она што Кристина би сакала незините читатели да знаат за неа? Многу вака почетно прашање и малку тешко звучи. Што е она што би сакале да знаат? Треба малку поголема филозофија да можеби искористам за да се доловам себе си. Добро, Кристина, всушност јас сум родена во Скопје, од секогаш љубител на убаво пишаниот збор. Од секогаш и сум пишувала. Таа љубов во моето школување бев наградувана, пофалувана во образовните институции каде што се школував и подоцна таа љубов ме поведе кон филолошкиот факултет Блаже Коневски во Скопје на катедрата италијански јазик и книжевност, американски студии, романски јазик. Уште нешто? Па добро, очигледно македонскиот јазик, меѓутоа и другите јазици ме привлекуваат многу. Ми даде основа, морам да кажам. Филолошкиот факултет има многу добар начин на студиозност на јазиците. Постепено навлегува во тоа како треба да се разглоби таа материја на книжевност, на литература, да, таму професорите се такви што не учат само на јазикот, а комплетно целата култура од точно, да. Од дури цивилизација, култура, писатели, стари писатели, начин на живот таму, писатели, бидејќи бев на таа катедра италијанските писатели, меѓутоа и под Б, бидејќи имав американски студии, американските писатели, имам длабоко навлезено во книжевноста. Без разлика што, да речеме, и во моментов или низ животот, да речем, сум работела професионално нешто друго, кој што не се поврзува со книжевноста, јас и во тие моменти наоѓам начин како да пишувам. Тоа сега да те прашам, Кристина, работиш нешто што апсолутно нема допирна точка со твоето творештво. Во сферата на финансиите, да речем. Да. Како ги спојуваш, односно како ги делиш овие два света? Дали ги спојуваш или ставаш јасна граница помеѓу нив? Во случајот имам, сега нема да збориме за професионалниот дел, нели? Меѓутоа, само ќе спомнам дека има креативна нишка каде што можам повторно да се изразам себе си. Таква ми е работата, не е само да речеме од финансиите броеви, таблици, Excel и слично. Наоѓам начин и во таа сфера да пишувам. Иако тоа не е она креативно пишување, да речеме како што треба да се изразува литературно, писателски со богат речник, бидејќи сепак има разлика во начинот на и стилот на изразување. Пишуваш од мали нозе, да не набројуваме се, но што лично ти би издвоила од твоето творештво досега, на што си најгорда? Горда сум на она што ќе следува. Аха. Прво, како целиот живот да се подготвував за овој момент сега, што во моментов, да речеме, тој момент трае веќе 2 години, за мене е момент, затоа што од сега ги поставувам темелите на она што допрва треба да дојде. Јас и ќе збориме сега и за книгите, и за серијалот. Но дали смеам јас да издвојам еден момент од твоето творештво, а тоа е минатата година, мислам дека се случи, освои прво место на меѓународен конкурс за поезија, така? Да. И тоа во Италија, така. И тоа во многу силна конкуренција. Така. Очекуваш такво нешто? Апсолутно не. Не очекував дека ќе освојам прво место во меѓународната
што е како поделени делови има во самиот конкурс. Меѓународна, значи од цел свет. Така ќе дојде, затоа што јас во суштина го донесов листот, конкуренцијата беше Да, и тука може да го видат гледачите, да. Северна Кореја, да речеме, од Филипини, и тоа има две нивоа на жири комисии, да. Тоа значи дека го чешлаат секој едно зборче? Па токму така ќе дојде, затоа што во првата комисија има лингвисти и јазичари, кои што ја гледаат синтаксата, редоследот, тоа што го бара поезијата. Во суштина се работи и за поема, бидејќи е подолга од вообичаена песна од неколку строфи. Значи, второто ниво пак го гледа оној лингвистички аспект на суштината на она што е фатено во поезијата. Искрено ми беше шок, да речам, кога погледнав, бидејќи се работи за прво место, не е второ, трето или пофалена, меѓутоа прво место. За жал не успеав да отидам на настанот на доделување награди, бидејќи некако брзо го кажа, сепак Сицилија не ми беше толку едноставно со другите уврски да се организирам и да појдам таму, што секако ќе беше голема чест за мене. Какви врати отвара едно вакво признание? Дека е чест, сигурно е. Но што за понатаму? Чувство на валоризација, дека она што го отворам значи нешто, остава нешто како трајна вредност позади себе и дека во иднина се чувствувам јас лично посигурна во она што го отворам, дека всушност кога вистинските стручни лица ќе го издадат, ќе го кажат своето мислење, значи дека сум на добар пат. Дали смеам те замолам да не прочиташ поемата? Да. Да? Секако. За среќа имам сега не во хартија, меѓутоа во телефон. Добро. Само да прашам, с оглед на тоа што ова беше на италијански јазик беше поемата? Таков е конкурсот што се испраќаат песните или поемите на италијански, значи превод во случајот би бил кај мене беше и оригинално отворена на... Особено тоа што има завршено италијански јазик, на италијански имаше напишано... И на италијански, и на македонски, па некако, не знам, можеби во знаедништво, бидејќи јас можам да размислувам и на едниот и на другиот. Јазик... Ке те замолам на македонски да не ја прочиташ, а убаво би било и на италијански да слушнеме. Ајде прво на македонски да знаеме за што станува збор, па после можеме и на италијански малку. Ако имаш во телефон. Во моментов ја немам. Да, македонски. Во следна прилика. Да. На работ на хоризонтот. Знам, понекогаш зборовите се поостри од парчиња скршено стакло, ќе го распараат така небото и сиот свет ќе прокрвави во миг по планините разлевајќи го румени лото. Посакав да ти речам извини, како последен очаен обид, да се преслечам од маглата студена што ми го обвитка срцето откако замина од мене огорчена и отуѓена. Понекогаш човек ќе направи нешто за што ќе се покае како калейдоскоп, ќе прекрши светлината на илјадници бои и нијанси, губејќи ја вистинската слика некаде во далечината. Само кога се губи тоа што се љуби, каде се спојуваат границите на срцето со крајот, тогаш сваќаме колку љубовта е чиста и колку е силна таа во сјајот. Јас никогаш од ништо не се плашев освен од самиот себе, бидејќи животот секој час изминува и ги троши сопствените последни ресурси, оставајќи некаде дел од нас. Дали сега вака уморен од своите борби и слободи, ќе го прифатиш зборот мој јас и не знам да ги милувам утрата без топлината на нежниот шепот твој. Тешко ми е да бидам сам, бидејќи доволно време си не достигав сам на себе. И ако ти кажам, се изгуби во панаѓурот на душите, а се пронаоѓам само покрај тебе, дали ќе ми веруваш? Ако ти речам после се, еве ја покорувам својата недоследност, својата гордост, својата тврдоглавост, еве ме, стојам пред тебе на работот хоризонтот, бидејќи те сакам повеќе од се, повеќе од себе. Додека читаш ја гледам сузе, да не ми се расплаче пак сузе. Ја се воздржуваш. Благодарам многу. Стигнавме до вчерашната промоција. Прво да те прашам зошто два романи? Одеднаш. Одеднаш два, затоа што едниот го закаснивме, така да речем, бидејќи се провлече некое време откако веќе беше и напишан и објавен.
Но од друга страна и затоа што ова не се само два романи кои што не се поврзани, во една мера се и поврзани. И не се само тие два поврзани, туку поврзани се со уште 10, што значи дел од едиција од 12 романи, така? 12 романи, во суштина се 14. Сега ќе објаснам. Зашто да биде просто кога може да биде сложено, така е. 14 романи кои што би се вброиле во вид на серијал. Сега јас и на промоцијата вчера тоа го објаснив, инаку впечатоците од промоцијата се уште ми се многу свежи. Скоро па одат и фотографиите од Скоро промоцијата. па да дојдов и директно од промоцијата кај вас и еве ова е ексклузивно денеска, всушност прв пат кажувам за едицијата во вашава телевизија, освен на промоцијата, меѓутоа прв медиум. Прва телевизиска промоција, така. Серијал во суштина има едно заедништво кога се работи за серијал. Било да е дејството да се одвива со еден лик, било да се тоа група на луѓе, било да е локација, например, во полиција, и нели има серијал на епизоди, на нешто што ќе седи со тие луѓе во околината, или во таа локација, или пак време. Да речеме, во некој повоен период што се случувало со некој град, фамилии во тој град и се случува тој, да речеме, серијал поврзан со нив. Или пак темата. Може да биде темата иста, меѓутоа различни луѓе и повторно се работи за серијал. Во овој случај не се работи за таков тип на спојување. Значи сите овие 4 елементи што ги спомнав не се поврзани. Главниот лик не е главен лик во следниот роман. Не е нити во наредниот, нити во ниеден друг понатаму. Која им е нишката тоа? Која им е нишката, тоа е многу интересно. Јас имам намера, се надевам дека ќе го постигнам ова што го планирам, бидејќи сепак е во план и овие два романи, всушност два од тие 12, зошто велам 14? Затоа што првиот роман всушност е стожер, основа на ова што следи. Зошто? Бидејќи во дното на моето небо, тоа е насловот на првиот роман, имаме анонимна писателка, која што поминува низ многу тежок период, психички и физички, не, меѓутоа психички треба да се надгради себе си, да се едноставно да созре, да порасне. Кога го сваќа тоа дека тој момент тежок што и во моментот и се случува на професионален, љубовен план, требало така да биде за да она стане тоа што сега е, на крајот на романот јас всушност откривам дека таа анонимна писателка ги пишува овие 12 романа. Последниот роман, тоа е 14-тиот, ќе биде повеќе за ликот и животот на оваа писателка, од кога веќе ќе го затвориме кругот. Ќе го затвориме кругот, од кога веќе ќе ги прочитаме низините романи и некако овие романи би имале повеќе слојност. Јас тоа го велам и како повеќе димензионалност. Затоа што еден во друг сепак влегуваат, не се комплетно исклучени. Како? Еве, да речеме со ова е низиниот прв роман, така ќе дојде. Јас само да ќе зборуваме, само да им кажем на гледачите дека овие два романи ќе им ги подариме, така што ќе имаме можност двајца гледачи да вклучиме. Продолжи, Кристина, повели. Фала многу. Ова е првиот роман на писателката и да речеме Роберт Хил е главниот лик во овој роман. Тој си има своји предизвици, со она што ќе се соочи во животот. Секако во романот мора да има падови, растења. Меѓутоа, јас се обидувам во пишувањето постојано да ја одржувам енергијата на едно високо ниво. И кога не очекува читателот со нешто да го изненадам. Апсолутно не се романите такви за да бидат, иако се во популарна фикција влегуваат, сепак не се напишани за денес. Јас ги пишувам за утре. Сега само да кажам како се поврзуваат. Значи, на крајот Роберт Хил, главниот лик, го зема во рака, зема книга и ја чита, а тоа е всушност последна шанса за втора клапа. И чита дел и малку продискутирува, бидејќи се работи таму пак за сосема друга локација, друго дејство. Овој роман е во Италија, може да претпоставите зошто. За разлика од другиот кој што е во Соединетите Американски држави. Да. Јас сакав само нешто да прашам од она што го прочитав за романите, не ги прочитав романите, нормално вчера излегоа. Главниот лик е во потрага по среќата. Така.
тоа е нешто за кое што секој еден од нас тежне. А ти имаш објавено и текстови мотивацијски. Дали е тоа тука спојката со оглед на тоа што секој мотивацијски говорник целта му е тоа да го пронајдеме патот до среќата или да достигнеме среќата? Јас не сум мотивацијски говорник, но природата ми е таква да филозофијата и мотивацијата природно излегуваат од мене. Не, едноставно не го планирам тоа, меѓутоа во делата сакам всушност со тоа што го создавам некому да помогнам или да му дадам идеја. Не чуваш среќата себично за себе, сакаш да ја поделиш со другите. Имаме веќе гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро, Искра. Добро ви утро. Добро утро. Добро утро до авторката. Добро утро. Честитки. Благодарам. Честитки за двата романа. И баш ми е чест што ве добив. Пресреќна сум, многу сакам да читам. Одлично. Одлично. Кристина ќе ви каже точно каде може да се подигнете, само вие оставивте, предпоставувам, податоци во режија, така? Да. Дали до сега си имате сретнато со незино дело? Не, искрено не. Сега ќе видам прв пат. Кристина, дали ќе може сега од овој роман да почне или ќе мора да се почне со првиот за читање? Убаво прашање. Тој што не сака, да речеме, серијали или едици, бидејќи можеби едноставно не сака да зима голем број на книги, сака да тоа што ќе го прочита да ја заврши таа мисла, како целина. Може тоа да го направи, бидејќи во суштина секој роман е засебен. Меѓутоа, ако сака веќе да ја чита едицијата, бидејќи сепак ќе има тоа што велам повеќе слојност, ќе има нешто што плюс ќе му придонесе во значењето на самото суштинско читање на романите, мислам дека сепак би требало да се почне од првата книга. Добро, важно за гледачката е денот пред да се стемни, така? Или мислиш за првата? Не, се едно. Мислам, значи, зависи и од жанрот, затоа што во случајот има право гледачката да си одбере... Има право. Уште поубаво. Тука сте на линија? Да. Значи, ќе појдете, Кристина, каде точно да појде? Во Чудна шума издавачката куќа кај Универзална сала. Значи, кај Универзална сала во Чудна шума и вие ќе си одберете кој сакате роман од Кристина Краличин. Може така? Благодарам, честитки и така да си продолжи. Благодарам. Убав ден ви посакувам, убав викенд. Впрочем, можете веќе во текот на денешниот ден да појдете за да имате што да читате викендов. Може така? Или не може така? Се исклучи. Да. Дали е возможно тоа за да знае кога да појде? Мислам дека е возможно. Може. Имаме и уште еден гледач или гледачка на линија. Повелете. Добро утро. Добро утро, убав ден, среќен ден. Честитки до писателката, баш е кралица, Краличин, баш е кралица. Да. Благодарам многу. Ме наежи со поемата, ја слушав, ме наежи, солзи ми дојда. Благодарам. Го сакам пишаниот збор, многу позитивна, дава се од себе. И би сакала една неизина книга да имам. Благодарам. Одлично, истото важи и за вас. Исто ќе појдете во Чудна шума кај Универзалната сала и вие ќе си одберете кој роман од неа сакате. Ќе се консултирате со книжарката или книжарот кој што е таму и веројатно после малку разговор со вас ќе знае што да ви препорача. Ние стигнавме и до другиот роман. Сега тој веднаш и по насловната страница се гледа дека има малку хорор елементи, така? Има хорор елементи, меѓутоа се тие суптилно застапени. Кој сака малку адреналинче и да не заспие рано? Точно тоа е интересно и во овој серијал. Значи, тие имаат и различни жанрови. Стилскиот начин на изразување го задржувам во сите. Меѓутоа, сепак се чувствува поинаква стегната форма кај едниот или другиот. Ако романот или жанрот тоа го налага да всушност биде во речениците потежок, бидејќи сепак ако се работи за трилер кој што во себе носи потешка психологија или кој што, например, не може да се спореди со романтика и слично, едноставно начинот на изразување мора да биде поинаков. Писателот е тој кој што треба да влезе во туѓата кожа, да знае како тоа да го долови, да биде добар психолог пред се. И да гледа, јас и вчера тоа споменав, да гледа, ако е во можност, повеќе од 360 степени. Зошто? Затоа што мора да се стави во улога на секој кој што треба да го опише со сите карактеристики.
Секој потекнува од поинаква фамилија, од различно семејство, носи различни корени, обичаи, традиции. Апсолутно не можеме ние истиот стил да го носиме низ сите романи. Ова е еден голем предизвик за мене. Од друга страна, едва чекам да го изнесам наредниот роман. Може да замислите. Чекај, не брзај, уживај малку во моментов. Го чувствувам моментот дека е сега. Аха. Секој писател има она different pace на англиски, што се вели различен чекор на одење. Ако во моментот ја имате инспирацијата, не смеете да се воздржувате. Без разлика, може во науката не постои термин време колку треба еден писател да пишува. Дали треба тој роман да стои, да не стои. Јас вака ќе кажам за романите. Само што често пати ве притискаат за минимум роман го препрочитувам многу пати, а тие многу значат минимум 60. Зошто? Бидејќи во суштина се комплексни. Офаќаат не едно дејство, повеќе ликови. Целата таа испреплетеност во романите, но мора да има хармонија во пишувањето. Јас барем се трудам тоа да го постигнам. Што значи, целиот тој процес, би го рекла, на пишување бара големо истражување, анализирање, интуитивно визионирање. Романите, пред да почнам да ги пишувам, сепак тоа е долг процес, без разлика дали е брзо или не. Љубовта е, може 24 часа во 7, нели, да се пишуваат. Меѓутоа, ова значи дека јас од прилика 2 до 3 месеци ги замислувам, ги визионирам како би изгледале, го правам костурот и темелот на тоа што треба да го пишувам, а после навлегувам во деталите. Кристина, за самиот крај уште да те прашам, јас се вака те прекинувам, ама знаеш дека времето не гази затоа, и инаку знам дека до крајот на емисијата можеш да се изборуваш. Тоа значи можност за втора средба. Секако. Со оглед на интензитетот со кој што работиш, веројатно ќе имаме и многу набрго нов повод. Ме интересира вчерашната промоција, како помина? Одлично помина. Се по твоите планови, пошто гледам дека си перфекциониста. Благодарам. Се по моите планови. Добро. Секогаш нешто излегува од плановите. Меѓутоа, важно ми беше тоа што го добив како фидбек од, значи, повратна емотивна страна од моментално присутните кои што беа на промоцијата. Се чувствуваше занес, беа сите задоволни, мене тоа ми беше најважно. Јас секако се обидувам да се презентирам себе си во најдобро светло, но никогаш не знаеме дали е тоа најдобро за останатите што не гледаат или не слушаат. Искрените честитки, честа што ми ја направија луѓето, јас би сакала вечер, мислам, за таа вечер да им се заблагодарам денеска. Љубовта со која што беше исполнета просторијата, неминовно ми покажува дека тоа е тоа што треба да го правам во иднина. Би се заблагодарила на професор доктор Ермислав Азановски, кој што беше промотор, и на Билјана Црвенковска и уредничката на Чудна шума. И би се заблагодарила и на Елена Лука, која што секогаш е... Затоа изгледаше толку убаво на фотографии. Мислам, секако ти изгледаш убаво. Да, и во оваа прилика и денеска сум облечена во Елена Лука. Таа ми е поддршка од самиот почеток на мојата писателска кариера. Знае да го препознае квалитетното и убавото Елена секогаш. Кристина, многу ти благодарам. Сузе, и тебе ти благодарам на трпението и што не пушти солза, ти благодарам. Да, веќе се истренирав. После емисија. Да, ви благодарам, многу прекрасен разговор и мотивиравме многу наши гледачи кои одамна не прочитале нешто да ја посетат Чудна шума и да земат некои од романите или целата едиција можеби на нашата денешна гостинка.